Како беше тоа? Мама меси, тато носи. Да. Најбоље. Внимание, зборуваат граѓаните. Зошто младите во Македонија држат рекорд со тоа што живеат најдолго со родителите? Реално со инфлација, со тоа што не можеме да најдеме многу стабилна работа, становите плюс се прескапи Астрономски цени имаат. И со платите што ги добиваме, не можеме сами да се издржиме. Може би стандардот е еден од факторите. Едноставно не се осеќаат финансиски доволно стабилни за да се одвојат од домот. Друг фактор може таква не е културата. Па не знам, можда е тешко да се најде и живеалиште тука. Поради родителите најмногу, Добро. затоа што самите родители ги разгалуваат децата. Не работат од мали, почињаат да работат после средно, па собираат пари. Држиме рекорд овде. Малце зависат од родителите. Малце То повеќе. не се самостални кога да превземат чекор. Многу касно созреваме ние најпросто, таква држава смисли. Младите се разгалени или можеби родителите се уфилмани дека нивните деца треба да живеат до 40 години заедно со нив. Родителите мислат дека нивните деца треба да живеат до 40 години со нив и воедно се и младите разгалени ради А тоа. зошто родителите го мислат тоа? Затоа што нивните деца се мое детето, галено е. Ја би рекол дека е до парите, пак треба да заработат некој ден пред да, пример, да живеат под кирија некаде, дури да се преселат на друго место. Па мислам дека младите се малце разгалени. Па не мислам дека се разгалени, зависи од човекот како израсна. Не е тоа толку до родителите дека ги тераат децата да живеат со нив, него дека ние самите не можеме да си дозволиме да се оцелиме се уште. Има и некои размазени деца кои што мислат дека не треба да работат сега, не треба ништо да се сноѓат. Со мама и со тато. Да, и мислат дека може да прават што сакаат. Добро. Со помош на мама и тато. Пола е според мене традиција на некој начин, пола е можности. А со денешниве цени на станови 2,5, 3, Така. 4.000 евра, каде што човек треба да штеди 100-200 евра од некоја просечна плата месечно, требаат 5 години за еден квадрат стан, нема никаква логика. Кога е најдобро млад дечко или девојка да се исели од дома и да се осамостои? На 20-21 година можда. Некој 23, 2, Некаде 20 години, после факултет можда. После факултет мислам дека е добро време за оцелување кога веќе ќе најдеме работа. 29 да речеме, 20-22 години. Околу ние факултетски години би рекол дека не е добро. 22-3, Добро. затоа што тогаш е веќе и полнолетен и сигурно има работа најдено, некој може и факултет да има завршена. Родителите треба да ги остават децата да размислат кога е вистинското време да се иселат од дома. Зошто западните земји, децата чим наполнат 21 година ги бркаат од дома и ги тераат да се осамостојат, да си најдат работа и да живеат сами? Па ите токму поради тоа за да ги натераат да бидат свои луѓе. Треба да се осамостојат и кога да почнат свој живот. Зошто пак е нас обратното и зошто е така? Типа ете поради системот, ја мислам. Највеќе дека е поради системот. Овдека е малце каша попора. Па таква им е културата, мислам. До 21 година ги чуваме и после се сами, они ќе се снајдат. Ако имаме можност финансиски да се обстоиме, многу од нас би сакале да се оцелиме. Поединците подобро се развиваат кога ќе ги добијат тие одговорности порано во животот. Зошто во западните земји тоа го прават? Па така треба да се прави искрено. Да? Ја искрено да сум родител, ја тоа би го направила, пошто како иначе детето ќе научи. Пошто што ќе остане до 30 години ќе седи по дома. И дека мора да ги избрка затоа што уствари може да стварно ќе живеат со нив долги години. Младите ќе почнат да се осамостојуваат, на 21 ќе почнат да живеат сами. Не верувам. Внимание, зборуваат граѓаните.